Може ли животно да се одгледа како човек? Експеримент што го шокираше светот. Во 1931 година американскиот психолог Винтроп Келог спровел експеримент кој предизвикал огромен интерес во научната заедница и покренал сериозни етички прашања. Неговата цел била да го истражи влијанието на околината врз човечкиот развој и однесување, но и да утврди дали е можно да се одгледува животно на ист начин како дете. Келог одлучил заедно да го одгледа синот Доналд и 10-месечното шимпанзо Гуа, донесено од истражувачкиот центар на Универзитетот Јейл. И детето и животното биле облечени во иста облека, користеле исти играчки и поминале низ истите методи на учење и интеракција. Првите резултати биле шокантни. Шимпанзото го надминало детето во одредени аспекти на развојот, брзо научила да користи лажица и шолја, покажувала емоции преку прегратки и бакнежи и разбирала околу 50 наредби. Меѓутоа, во клучните когнитивни задачи, како што се учењето да се зборува и апстрактното размислување, се појавиле јасни разлики. По 9 месеци Келог ненадејно го завршил експериментот. Причината? Доналд почнал да го имитира однесувањето на шимпанзото, ползење на место одење, имитирајќи ги неговите звуци и покажувајќи знаци на задоцнет развој на говорот. Овој пресврт довел до заклучок дека човекот може да ги преземе карактеристиките на животното побрзо, отколку што животното може да развие човечки способности. Гуа била вратена во истражувачкиот центар каде набрзо починала, додека Доналд страдал од психолошки проблеми подоцна во животот и според некои извори трагично починал на 42 годишна возраст. Овој експеримент имал трајни последици на полето на развојната психологија, но исто така покрена сериозни етички прашања. Експериментот на Келог останува едно од најконтроверзните студии во психологијата, а неговата приказна продолжува да ги интригира истражувачите и љубителите на науката ширум светот.